Почитувани, добар ден, ви благодарам што и денеска ситела вашиот избор за Пладневни вести. Црквата денеска ја одбележува задушница, ден посветен на сеќавањето и молитвата за покојните. Верниците денеска и утре ги посетуваат вечните почивалишта на своите блиски и заедно со свештениците молат посебни молитви посветени на овој ден. Во текот на годината Православната црква предвидела задушница да се одбележува во 3 наврати како потсетник на духовната врска меѓу живите и упокоените. Отец Кирил Федански од Македонската православна црква истакнува дека суштината на задушница е во љубовта која не завршува со смртта, туку продолжува преку молитвата и споменот. Светата православна црква предвидела да има во текот на годината 3 такви задушници, односно денови, кога се споменуваат починатите во православната вера христијанска. Смислата на нашата вера, како православни христијани, е дека нашиот човечки живот не е само од лулка до гроб или од купел, местото каде што сме се крстиле, до капелата или местото каде што ќе не испратат нашите блиски. Но нашиот живот продолжува и во Царството Небесно. Смислата на празникот за душница или пак смислата за воопшто молитвата на православните христијани за своите починати се подразбира во тоа што ние како најпрво ја продолжуваме таа љубов кон нашите починати, односно тие со нивната смрт не биваат заборавени од нас, но живеат во нашата љубов и затоа ги споменуваме. Потоа смислата е исто така и во тоа што пред Бога се сите живи и нема починати. И онака како што грижата за нашите ближни кои што се покрај нас во секојдневниот живот може би се подразбира во една обична чаша за вода која што можеме да им ја подадеме, тогаш грижата за починатите е молитвата и грижата за гробното место или местото каде што тие почиваат до сеопштото второ воскресение. За оние кои денеска за задушница ќе одат на гробишта, полицијата информира дека ќе има посебен сообраќајен режим околу гробиштата во Бутел, Камник, Драчево и Ѓорче Петров. Сообраќајот изменет уште од утринските часови со цел да се избегнат метежи и застои. Кај градските гробишта Бутел од 6 часот наутро е воведено еднонасочно движење. Возилата ќе се движат по улиците Бутелска, потоа ќе свртуваат лево по улицата Александар Уртаревски, па повторно лево по улицата Боца Иванова, од каде ќе се пристапува кон влезот на гробиштата. Од Министерството за внатрешни работи велат дека доколку има поголеми гужви, изменетиот режим може да продолжи во текот на викендот. Полицијата апелира граѓаните да ги почитуваат насоките на сообраќајната полиција со цел да се овозможи безбедно и непречено движење. А продолжениот викенд во Македонија го стави на тест новиот европски систем за гранична контрола, отварајќи летната сезона со гужви, нервоза и повеќе часовни чекања на излез од државата. Најголемите гужви се направиле синоќа, земјава од вчера од 10 часот утрината до денеска ја напуштиле околу 13.000 граѓани, од кои најголемиот дел се упатиле кон Грција, каде на граничните премини синоќа се создадоа долги колони. Неоптоварен е преминот Богородица, каде патниците сведочат дека за влез во соседната земја се чекало со часови. Причината за забавувањето е новиот систем за евиденција на патници ЕЕС, кој Европската унија почна да го применува за граѓани од земји што не се дел од унијата и Шенген зоната. И покрај тоа што асоциации и здруженија за туризам од нашата земја побараа одложување на примената на новиот систем, барем до крајот на летната сезона, кога најголем број граѓани патуваат кон грчките летувалишта, Грција не отстапи од одлуката. Грчкиот министер за заштита на граѓаните потврди дека до нив пристигнале реакции од Македонија и Србија поради долгите чекања, но потенцираше дека спроведувањето на европските безбедносни процедури е обврска што мора да се почитува. Грчките власти најавуваат итни чекори за растоварување на граничните премини, кои веќе се под сериозни притисоци по воведувањето на новиот систем. За денеска се планирани теренски контроли на специјални тимови на премините Евзони кон Македонија и Кипи кон Турција, каде ќе се анализира како веднаш да се подобри протокот на патници и возила. Мицкоски нека ги внесе малцинствата во уставот или нека излезе пред граѓаните јавно да признае дека не сака членство во Европската унија. Вела денеска од опозицијската СДСМ и потсетуваат дека остануваат уште 2 дена од ветувањето на премиерот за да ги исполнување на точките од реформската агенда.
Остануваат уште 2 дена до 1 јуни, до кога Христијан Мицкоски јавно вети пред граѓаните дека целосно ќе ги исполни сите точки од реформската агенда и обврските за проложување на европскиот пат. 2 дена до уште едно неисполнето ветување на Мицкоски и уште една лага. Нема реформи, нема ниту документи за екстрадиција на Груевски и негово враќање во затвор. Го има само Стоилковиќ и Кина кои стратешки работи против стратешкиот партнер САД. Мицкоски лажеше за враќање на името, лажеше за поништување на Преспанскиот договор, лажеше дека е загрозен македонскиот идентитет, јазик и култура, а денеска лаже за реформската агенда, велат од опозицијската партија. Наместо да се занимаваат со бугаризација на Македонија, СДС и Филипче да почнат да се занимаваат со работите дома, велат од ВМРО-ДПМН, додавајќи дека кога Филипче бил на позиција и можел да одлучува за иднината на државата, го блокирал евроинтегративниот пат. Венко Филипче и министерката за надворешни работи на Бугарија се на ист став, велат дека преговарале за Македонија со Европа, а не со Бугарија. Но Венко Филипче исто така цврсто стои на ставот, оти смета дека треба да се спроведат уставните измени без никаква гаранција за Македонија на евроинтегративниот пат. Ова би дозволило на Бугарија и понатаму да ја ветоизира Македонија. Филипче исто така е на ист став со Виктор Стојанов од Фондацијата Македонија, кој има за цел во Македонија да шири бугарска пропаганда, говор на омраза кон македонците и да го негира македонскиот идентитет, соопшти од владеачката партија. Охрид се подготвува за туристичката сезона, започнува обука на нови спасители на вода за поголема безбедност на капачите. Нина Аритоновска. Охрид се подготвува за летната сезона. За поголема безбедност на капачите на плажите до езерото ќе се обучуваат нови спасители на отворени води. Кандидатите кои треба да имаат минимум 17 години да се добро психофизички подготвени да знаат да пливаат ќе се грижат за бројните туристи. Црвен крст Охрид и годинава ја организира обуката за спасување на отворени води од 21 до 28 јуни оваа година и ги повикуваме сите млади заинтересирани кандидати да дојдат, да пројават интерес за да можат да се вклучат во оваа обука. Апелите години наназад се до оние кои стопанисуваат со капалиштата, да ги обезбедат потребните услови за функционалност и услови за безбедно рекреирање во езерските води. Волонтирањето нема граница, меѓутоа сепак спасителите на вода се бараат одредени физички предиспозиции кои треба да ги поседуваат, затоа е мало ограничено, меѓутоа не значи дека годините се пречка. Долната граница е 17 години. Низ годиниве сме имале и спасителки на вода и тековно имаме во тимот за спасување на вода и 3 девојчиња. Обуките стартуваат од 21 јуни и ќе траат 8 дена, а по успешното завршување лицата се стекнуваат со меѓународно признан сертификат за спасители на вода. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Штип го засилува поврзувањето меѓу образованието и бизнис секторот, се најавува воведување на дуално образование и модернизација на електромашинското училиште. Целта е младите да стекнат практични вештини и полесно да се вклучат на пазарот на труд. Усогласувањето на образовните профили со потребите на стопанството се наметнува како еден од клучните предуслови за создавање конкурентен и подготвен кадар. Според градоначалникот на Штип Иван Јорданов, локалните компании имаат се поголема потреба од млад и стручен кадар. Тоа кое што е наша тенденција и цел на како локална самоуправа е во рамки на сите средни училишта да има можност за еден вид дуално образование со кое што полесно ќе ги вклучиме сите ученици полесно да се адаптираат на пазарот на трудот, да веќе кога ќе завршат или кога ќе го продолжат процесот на образование да имаат познавање од реалниот сектор. Потребата од стручен и квалификуван кадар во реалниот сектор станува се поизразена, особено во техничките и производствените дејности. Компаниите се почесто бараат млади луѓе кои покрај теоретско знаење поседуваат и практични вештини, што ќе им овозможат побрзо вклучување во работниот процес. Во тој контекст, во регионалното електромашинско училиште Колен Ехтерин во Штип се планира целосна реконструкција и модернизација.
По 4 децении, училиштето ќе добие нова енергетска ефикасна фасада, реновирани училници и современо опремени кабинети. Реконструкцијата ќе се одвива по фази, без прекина наставниот процес. Е во тек подготовката на проектната документација за целосна реконструкција на училиштето. Откако ќе биде таа завршена, ќе почнат постапки со реновирање на училишните кабинети, набавка на опрема. Сето ова укажува на јасна насока кон заекнување на стручното образование и негово поблиско поврзување со реалниот сектор. За Сител, Трајан Ристовски. Две лица